Добар ден, почитувани. Ова е Телма амбуланта, уште едно петочно издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Атеросклерозата и аневризмите се тивки, но потенцијално живото загрозувачки болести, што често се развиваат многу бавно. На каков начин се јавуваат симптомите и кои се начините за третман. Се тоа денеска детално од разговорот со доктор Ристо Зимовски, специјализант по кардиохирургија. Разговорот следува веднаш по рекламите. Останете на Телма. За атеросклерозата и аневризмите, тивките болести на крвните садови, денеска зборуваме со доктор Ристо Зимовски, специјализант по кардиохирургија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам на поканата да бидам ваш гостин денес. Доаѓате директно од хируршката сала, имавте итен пациент. Беше неизвестно дали ќе бидете денешен гостин во Телма амбуланта, но успеавте да стигнете. Среќа, да. Тоа е предизвикот на оваа професија. На хирургијата, да. Не знаеме, не може да планираме понекогаш некои работи се случуваат така да времето на тешко можеме да го предвидиме кога сме во операционна сала. Докторе, вела дека атеросклерозата е тивка болест, бидејќи пациентите со години не чувствуваат никакви симптоми. Дали има вистина дека овој процес започува уште во детството? Да, атеросклерозата може да се каже дека представува еден болест која што се појавува уште во раното детство. Практично со самото раѓање ние создаваме така наречени атеросклеротични плаки, кои што не се оние вистински атеросклеротични плаки, меѓутоа, да речеме, представуваат основа врз која подоцна во текот на животот, зависно од генската предиспозиција и од ризик факторите, всушност ги развиваме овие атеросклеротични промени. Така да, практично, атеросклерозата е тивка болест, меѓутоа долготрајна, која што практично се развива низ целиот живот. Тоа се всушност плаки на крвните садови, како што појаснивте, и доаѓа до нивно стеснување. Сега има пациенти со висок холестерол, кои што имаат незначеност или пак воопшто немаат никакво стеснување на крвните садови и има и спротивни примери. Тешка атеросклероза кај пациенти кои што речиси воопшто немаат покачени масти во крвта. Па дали покрај холестеролот има и некои други ризик фактори кои што влијаат на болеста? Така. Земавте еден добар пример, мислам, на пациенти кои што, да речеме, имаат нарушени вредности на холестерол, а при тоа немаат напреднат процес на атеросклерозата. Тоа може да се објасни со фактот дека всушност атеросклерозата за нејзиното настанување потребни се повеќе ризик фактори. Сама по себе хиперлипидемијата не предизвикува по неминовност формирање на атеросклеротични плаки. Па заради тоа можеме да кажеме дека, например, во една група на пациенти кои што немаат оние ризик фактори, да речеме пушење, диабет, генетска предиспозиција, хронична експозиција на стрес, понатаму хипертензија која што ја има долго време и не е регулирана, а имаат само зголемено ниво на холестерол, не мора всушност да развијат атеросклероз. Од друга страна, може да имаме пациенти кај кои што, да речеме, хиперлипидемијата е ставена во некоја нормална референтна вредност, меѓутоа се присутни за жал сите овие други ризик фактори кои што ги спомнавме. Па во такви случаи, кај тие пациенти, иако имаме генерално гледано нормално ниво на холестерол, можно е да имаме процес на атеросклероза, која што претежно би рекол дека три фактори се оние кои што се предоминантни во процесот на нејзиното напредување, а тоа се диабетот, нерегулираната артериска хипертензија и пушењето цигари. Дали диабетесот всушност го забрзува процесот на атеросклероза? Да. Значи, диабетот... Или сам по себе доведува до некакви промени на крвните садови, до воспалителни процеси, па се наталожува холестеролот? Да, значи, холестеролот, мислам, диабетот, хипертензијата и пушењето цигари практично предизвикуваат воспалителен процес на самиот крвен сад. Значи мора да има воспалителен процес за да е наталожено? Мора да има воспалителен процес за да имаме забрзување на процесот на атеросклероза. Во отсутство на тие воспалителни процеси, таа би стагнирала.
Диабетесот, го спомнавте, тоа е еден од провоспалителните фактори кои што ја прават атеросклерозата да биде доста тешка и доста дифузна. А покачениот крвен притисок, односно нерегулираниот крвен притисок, до какви промени доведува на крвните садови? Мора ли да има атеросклероза за да биде ризик фактор покачениот крвен притисок? Па не мора да се има атеросклероза за да биде ризик фактор на артериската хипертензија, меѓутоа во услови каде што имаме веќе напреднат процес на атеросклероза, хипертензијата дефинитивно го забрзува тој процес на старење на крвните садови. Што прави нерегулираниот висок притисок? Оштетување на интимата, тоа е оној внатрешен дел од крвниот сад. Неговото оштетувањето на тој интимален дел од крвниот сад го забрзува процесот на таложење на масти во самиот крвен сад, а тоа пак од друга страна предизвикува предиспозиција за таложење на истите и практично за формирање на одредени плаки или просто кажано забрзување на процесот на атеросклероза. Од друга страна, нерегулираниот висок притисок предизвикува и нарушување на еластичноста на крвниот сад, значи тие стануваат поригидни. Тоа дополнително представува пак од друга страна и ризик фактор за таложење на тие калцификати. Така да хипертензијата и текако влијае на забрзување на процесот на атеросклероза, а во услови кога немаме премногу развиена атеросклероза, меѓутоа има постоење на одредени плаки, може да биде тој нерегулиран крвен притисок и тригер за празнење на тие плаки. Атеросклероза се почесто се гледа кај млади лица, кај кои што не се забележуваат овие класични ризик фактори што ги наброевте. Па дали во тој случај може би сепак се работи за генетика и за некаква наследна компонента? Да, генетскиот фактор игра голема улога во атеросклерозата, меѓутоа не само генетскиот фактор би рекол дека е ризик фактор за она што го гледаме во секојдневието, тоа е појавата на атеросклероза кај млади лица. Меѓутоа, современиот начин на живење, да речеме, и хроничниот стрес, хронична несоница, загаден воздух, сето тоа, значи, малку движење и вежбање, сето тоа се ризик фактори кои што со генетскиот фактор придонесуваат, за жал, да ја гледаме атеросклерозата кај се помлади пациенти. Има ли стабилна и нестабилна атеросклероза? Да, постојат повеќе класификации практично на тие атеросклеротични плаки кои што ја даваат атеросклерозата. Меѓутоа, она наједноставна поделба е всушност на два типа на атеросклеротични плаки, односно на стабилни калцифицирачки поголеми плаки и на нестабилни или така наречени меки плаки. Практично тоа се два типа на плаки кои што се разликуваат во својот состав. Калцифицирачките плаки предоминантно значи содржат калциум во себе, помало количество на холестерол и холестеролски естри и имаат значи една црста обвивка која што го прави да речеме плакот помалку склон кон спонтанна руптура. За разлика од меките плаки кои што се изградени предоминантно од холестерол и холестеролски естри, тие имаат една така тенка фиброзна обвивка и одредени состојби многу лесно може да доведат практично до овие плаки да руптурираат и да испразнат, кое што би резултирало со некои несакани ефекти во форма на срцев удар или мозочен удар. Така, значи, ако плаката е мека, па дури и мала, тогаш е понестабилна и поризична. Да. Од големата, да речеме, која што е тврда. Точно, да. Значи, големината на плаката не го детерминира ризикот, а повеќе ризикот е детерминиран овие плаки од нивниот состав. Али најчесто поделбата е така да големите плаки се оние кои што содржат поголемо ниво на калциум и се постабилни, за разлика од малите плаки кои што се рековме предоминантно содржат холестерол, холестеролски естри и ги прават многу склони кон прскање и негативни ефекти. Дали со терапија можат овие промени на крвните стадови да се стават под контрола? Или пак на некаков начин да се реверзибилен да биде процесот, да се излекува проблемот?
Да, современата терапија дефинитивно може да го забави процесот на напредување на атеросклерозата, меѓутоа до некаде може да влие и реверзибилно, меѓутоа тоа не се некои големи очекувања. Генерално идејата на фармаколошкиот третман на атеросклерозата представува стабилизирање на овие плаки и кои што ги спомнавме пред малку и забавување на тој процес на атеросклерозата. Меѓутоа лековите сами по себе не можат да бидат толку ефикасни доколку не ги склониме другите ризика фактори. Значи, клучна е всушност промената на животниот стил? Да, промената на животниот стил е неопходна кај лица, да речеме, кај кои што веќе има докажан процес на атеросклероза, мора да се отсклонат ризик факторите кои што ги имат начинот на живот, а потоа пак со терапија да се овозможи до некаде стабилизирање на болест. Како се проценува дали атеросклерозата ќе се следи и ќе биде третирана со лекови или пак ќе има потреба да се стави стент, да се направи некој бајпас? Да. Вака, значи, постојат конкретно, би рекол, за сите крвни садови во телото, постојат современи гајдлайнси, врз кои што се овозможува да имаме еден индивидуализиран пристап. Секако тука не е потребна радиодиагностика со која што би го детерминирала степенот на таа плака, нејзиниот тип, како и степенот на стеснување кој што го прави на крвниот сад. И подоцна врз основа на препораките кои што постојат, еве ако зборуваме конкретно за срце, пред се дали ќе одиме со конзервативен третман, со стент или со отворена операција, всушност зависи од степенот на стеснување на коронарните садови, колку коронарни садови се зафатени, локацијата каде е всушност на стеснувањето, така да всушност потешко е одлуката да се донесе и генерално тоа е индивидуализирана одлука која што зависи од овие работи кои што претходно ги набројавме, па врз основа на тоа препораките се да, како и во нашата установа, има срцев тим или heart тим, кој што е составен од кардиохирурзи, кардиолози, интервентни кардиолози, па сите заедно всушност ја донесуваме одлуката која што би рекле дека е најдобра за пациентот. Доколку има потреба да се направи бајпас, дали е тоа операција на отворено срце? Во моментот, значи, под бајпас се подразбира отворен пристап, значи и отворена операција. Ендоваскуларниот пристап е тоа што го кажавте со стентови. Така да во моментот тие се три можности кои што се нудат. Тоа е конзервативен, каде што е несигнификантна таа коронарна болест, може да биде значи со стентирање и може да биде отворен. Дилемата, рековме дека ја одредуваме индивидуално, зависно од ризик факторите, од функцијата на самиот срцев мускул и од степенот на запушување и нивото на запушување кое што го имаат овие пациенти. Колку би требало да биде стиснет крвниот сад, да сметате дека постои некаква потреба за интервенција? Да, тоа зависи, рековме дека и од степен, мислам и од видот на плака. И од видот на плаката. Меѓутоа генерално постои секое стеснување од над 50% представува ризик фактор кој што треба да се следи. Па од тука натаму може да кажеме дека 70% веќе представува индикација за стентирање или за операција. А како се проценува каков вид на плака има во крвниот сад? Дали е тоа видливо на снимките? Значи, за да може точно да процениме за каков вид на плака станува збор, конкретно ако зборуваме за срце, во тој случај коронарографијата, селективната коронарографија представува Значи мора да се влезе во крвниот сад? Да, мора да се влезе внатре со жица во крвниот сад, практично се дава контраст во близина на остиумите на самите коронарни артерии и на тој начин може да се визуализираат коронарните артерии, местата на нивното стеснување и евалуација на типот на плако. Тука постои една неинвазивна метода која што е високо сензитивна и специфична, подобра е да речеме кај помлади пациенти. Тоа е компјутерската коронарографија, меѓутоа, значи, таа си има одредени своји недостатоци, што значи дека главен или златен стандард за диагностицирање на овие пациенти е и останува се уште селективната коронарографија. Кај пациентите кои што доживеале мозочен удар или пак срцев инфаркт,
Како понатаму се спречува понатамушното наталожување на плаките на внатрешните ѕидови на крвните садови? Значи, Со оглед на тоа дека е процес кој што трае во текот на целиот живот, може ли сосема да се спречи? Пациенти кои што веќе имале некоја форма на миокарден инфаркт или на мозочен инсулт, мора да сванат дека мора целосно да ги променат своите животни навики. Рековме дека атеросклерозата, иако ако е инфаркт и имало потреба од стентирање или бајпас или да речеме во основа некоја каротидна болест која што го давала мозочниот инсулт и нивниот третман не значи нели трајно отстранување на нивниот проблем. Мора да се всушност во основа променат животните навики, мора добра терапија да се приме, мора добро да се одржува нивото на дијабет, односно на гликемија во крвта, нормотензија да се постигне, понатаму прекин апсолутно на пушењето, примење на терапија за статини, антитромботична терапија. Значи тоа се пациенти кои што до крајот на животот ќе бидат на одредена терапија која што ќе има за цел забавување на процесот на атеросклерозата, а тие самите може дополнително да помогнат со елиминирање на оние ризик фактори кои што во основа и го забрзуваат, рековме, процесот на самата болест. Докторе, да ги поканиме гледачите да постават прашање во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број што ќе биде испишан на екранот. Почитувани, добре дојдено е вашето вклучување во програма. Продолжуваме понатаму, често аневризмите се откриваат случајно на компјутерска томографија при снимање за некој сосема друг проблем. Обичај тие не даваат никаков симптом. Сега како проценувате дали една асимптоматска аневризма е опасна или безопасна? Инаку аневризмите се проширување на крвните садови. Аневризмите точно се проширувања, значи абнормални на крвниот сад, може да се јават практично на различни локации низ На било кој крвен сад? Може да се јават на било кој крвен сад. Како проценуваме? Значи, зависно од локацијата каде се наоѓа таа аневризма, постојат гајдлајнси кои што укажуваат нели кога е потребно да се направи оперативен третман или интервентен перкутен третман, зависно од степенот на зголеменоста на таа аневризма. Значи да кажеме дека конкретно чести се аневризмите на аорта асценденс или абдоминалните аневризми. На стомачната аорта, да речеме дека тие се почести аневризми кои што нели знаат да бидат асимптоматски, многу често болката и оние симптоми кои што се појавуваат, да речеме, може да ги препишуваме на други причинители и при случај на, како што рековте, при компјутерска томографија или ехо, наот може да дојде до визуализација. Значи, третманот на таквите аневризми практично зависи од степенот на проширеноста на самиот крвен сад. Ако имаме одредено зголемување кое што, да речеме, е лесно абнормално во однос на оние нормални референтни вредности кои што би ги имале крвните садови, во тој случај се препорачува следење на таквите аневризматски промени, зависно, рековме, од степенот и големината, дали тоа ќе биде на некој интервал од 36 или 1 година, се препорачува да има следење, а доколку, да речеме, се тоа некои аневризми кои што навистина се доста големи, некаде над 5,5 сантиметри, во тој случај, иако се асимптоматски, би требало да се направи оперативен третман. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност на нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав и до вас. Поздрав до докторот, до вас. Благодарам. Од Струмица би сакала да го прашам докторот. Се работи за керка ми, кардиолог, и има кажано дека има отвор на срцето. Па сакам да знам што значи тоа и дали е потребна некаква хирушка интервенција. Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да кажете? Важно ли на кој дел од срцето е отворот? Апсолутно дека да. Меѓу тоа претпоставувам дека можеби станува збор за дефект во пределот на предкоморите или на коморите. Најверојатно е во пределот на предкоморите, постои така наречен форамен овале. Тоа е едно, да речеме, во одредени случаи знае да биде и нормално всушност шантирање на крвта од едната предкомора кон другата. За тоа дали всушност има потреба од интервенција или не,
најдобро е да дојде во нашата установа и да се направат некои доисследувања. Има специјални тестови кои што може да се види големината фактички на тој дефект септален кој што постои и да се одреди дали има потреба од интервенција. Може да биде тоа хирушко, може да биде и перкутано, се зависи всушност за каков е тип на дефект станува збор. Така, тоа е вродена Тоа е срцева најчесто мана? вродена срцева мана, која што може да се открие така како случајен наод, понекогаш знае да даде и одредени невролошки симптоми во форма на мозочен удар и така, па од тука кога ќе почне процесот на истражување да се дојде дека всушност тој дефект постои. Може ли дефектот да се затвори само од себе? Ако станува збор за млади лица, во период на пубертет, може да се спонтано да дојде до затварање на тој дефект, меѓутоа ако станува збор за повозрастни лица, најверојатно тој прозорец на спонтано затварање е поминат и во тие случаи само треба да се следи да не дојде до опторетување на десното срце во зависност од тоа какво е шантирањето, меѓутоа ако е лево-десно шантирање, притисокот во левата предкомора е доста поголем во десната, па може да дојде до проширување на срцето, па заради тоа би ја поканил пациентката да се јави за да може да ги направиме потребните доисследувања. Да вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Вака, јас сум пациентка од 62 годишна возраст. Пред две недели ми праја еходоплер на каротидите и ми се констатираше дека имам 30% плаки, односно запушување на каротидите. Сега ме интересира, ми дадоа одредена терапија, ми рекоа дека нема потреба од стент или операција. И што можам да очекувам? Пијам коросвера и пентоксифилин и аспирин. Бев пушач, прекинав одма и сега ме интересира дали терапијата да очекувам подобрување или треба некоја друга интервенција. Благодарам многу. Ви благодарам пријатно за вклучувањето во програма. Која би била вашата препорака во овој случај? Да, добро, степенот на стеснување е минимален во моментот. Добро е што пациентката, еден од ризик факторите го елиминирала, тоа е пушењето. Со статинска терапија и антиагрегационна терапија, очекувам да биде тоа сосема доволно, заедно и со терапија за хипертензија, доколку постои. Очекувам сето тоа да биде доволно за да може да се забави прогресијата на болест. Така да рековме и во основа и претходно дека елиминирањето на ризик факторите кои што можеме ние сами да ги елиминираме, на кој што може да се влие. Да, на кој што може да се влие, заедно со соодветна терапија може да очекуваме дека тој процес практично ќе се забави. Ке слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Се исклучил, добро. Докторе, зошто кај две аневризми со иста големина ризикот за прскање, за пукање е различен? Ризикот за прскање е различен затоа што, да речеме, тоа се две индивидуи кои што имаат аневризма со исти димензии, ризикот кај едниот пациент е поголем во однос на другиот, пред се заради тоа што можеби едниот од пациентите има аневризматско проширување, меѓутоа нема ризик фактори. Можно е да станува збор за некоја генетска аномалија која што ја има, па во тој случај да речеме дека ризикот кај тој пациент е многу помал во однос на пациент кој што има нерегулиран крвен притисок, кој што има виски нивои на холестерол, пациент кој што има нерегулиран диабет. Така да практично ѕидот на крвниот сад е различен кај ваквите пациенти, а ризик факторите се оние кои што детерминираат дали може кај едниот да дојде до полесно и побрзо пукање отколку кај другиот. Имаме гледач. Се надевам дека овој пат успешно ќе се вклучи. Добар ден. Убав ден да имате, поздрав. Ви благодарам многу, Ме повелете. интересира, пациентот Паланка се јавува. Така? Беше на клиника, беше у Жан Митрев, беше у Паланка.
на снимање, сум се снимала на ехо, на рентген. На сите 3 места ми кажуваат проширење аорта. А ја имам глад за воздух и немам вкус на ништо, не осеќам да нешто да вкусим. Па ќе ме молам докторот ако може нешто да ми објасни нешто повеќе, кај треба више да се обратим. А кажете ми каде ви е на стомакот? На аортата е проширувањето, знаете? На проширено срце ми викат. На срцето. Добро, не ве разбира. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Јас сум 72 години. Така. И примам изорит 20 кома нешто за мрснотијата. И мрснотија немам, шеќер немам, а 72 години сам. Па ќе ме молам докторот ако може нешто ме објасни. Така, некои насоки, некои совети поврзани со вашата состојба. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Повелете. Да, мој совет е бидејќи има проширување, претпоставувам дека тоа проширување е видено на ехо. Во вакви случаи сега претпоставувам проширување на аорта, така кажа пациентката. Би било добро да се направи компјутерска томографија на аорта по кардиопротокол, за да може точно да се видат димензиите на таа аорта и врз основа на тоа да се дадат препорака, зависно рековме од големината на аортата, дали е потребно само следење во оваа фаза или е потребен оперативен третман. Симптомите кои што ги кажа, значи не мора нужно да произлегуваат, да речеме, од проширената аорта. Значи може нешто друго во позадина да стои, новие симптоми што ги чувствува. А доколку пациентите имаат проширување на аортата или пак на стомачната артерија, тогаш какви симптоми би можеле да имаат? Да, обично без симптоми, асимптоматско. Асимптоматска е состојбата, но кога ќе се јават симптоми, како ти изгледаат? Најчесто, спомнавте за проширување на градната, на торакалната аорта или на аорта асценденс или на абдоминалната аорта. Ако е некаде во градниот кош проширувањето, тогаш може да биде асимптоматско. Кога ќе се јави симптоматологијата, за жал, кај ваквите пациенти може да кажеме дека и доста доцна, бидејќи настанало најверојатно некое спонтано пукање на истата и тоа е животно загрозувачка состојба која што бара итен хируршки третман. А во однос на абдоминалната аорта, симптомите може да перзистираат и да постојат подолго време наназад, меѓутоа не да ги препишуваме на други причинители. Значи се јава желудник на тапа се јава една тапа болка која што може да биде од предната страна на стомакот, може да биде во грбот, меѓутоа тоа е една болка која што не поминува со лекови. Значи, оние лекови кои што, да речеме, би помагнале за мускулна болка или болка од желудник и така, во овој случај терапијата во оваа состојба не реагира. Така да, некаде најчесто се асимптоматски, меѓутоа и болката може да биде еден од оние фактори кои што не треба да се игнорираат и понекогаш треба да помислиме дека можеби проширувањето на аортата да биде токму причина за таа болка. Дали нерегулираниот крвен притисок може да доведе до прскање на аневризмата? Да има некоја стабилна, асимптоматска аневризма и само поради еден скок на притисокот да дојде до оваа животно загрозувачка состојба? Да, дефинитивно. Значи, можеби, подолгото перзистирање на висок крвен притисок кај пациенти кои што имаме аневризматски проширувања, значи е голем ризик фактор од спонтано руптура на таа аневризма. Зошто? Затоа што таа аневризма самата по себе нема значи нормална градба. Зидот на крвниот сад, кој што е аневризматски проширен, е истенчен крвен сад. Па при такви всушност скокови на крвниот притисок секако дека постои ризик фактор да дојде до пукање и дополнително истенчување на крвниот сад и на тој начин руптура на истиот. Кога ќе се појави аневризма на крвниот сад, дали со сигурност значи дека таа ќе се шири, ќе се зголемува и ќе расте?
Во најголем дел од случаевите би рекол дека аневризмите се сами по себе склони, се зависно од типот на аневризма. Тука да не навлегуваме, постојат повеќе типови и видови на аневризми, меѓутоа генерално со текот на времето и иако имаме да речеме контрола на ризик факторите, сепак доаѓа до зголемување на димензиите. Генетиката има некаква улога во овој процес? Генетиката апсолутно, посебно би рекол кај лица кои што знаат дека можеби нивните баби, дедовци, родители, поблиска, значи поблиско семејство имале некоја аневризма. Секако дека кај ваквите пациенти постои зголемен ризик и тие да бидат жртва на оваа генетска аномалија и да имаат аневризматски проширувања. Така, доколку некој има повеќе аневризми, дали треба неговите блиски членови од семејството да направат некаков скрининг? Дефинитивно, не и само единечно, туку би рекол континуирано низ животот. Да, континуирано низ животот и тој скрининг практично подразбира би рекол компјутерска томографија на крвните садови. Сега, кога некој има повеќе аневризми, како се одлучувате на кој начин ќе биде тој третиран? Начинот на кој што се одлучуваме всушност зависи од тоа дали е афектиран екстремитетот, дали е афектиран животот, големината на тие аневризми, нивната локација, така да одредувањето на тоа што е приоритетно и не, кое треба да се следи, кога треба да се интервенира, всушност е индивидуализирано и зависи од локацијата и најважното од големината на аневризма. Што вклучува интервенцијата, како таа изгледа? Зависно од местото, ако зборуваме конкретно на пример од аневризми на аорта асценденс, тоа подразбира замена на тој дел и тој аневризматско проширување, се отстранува хируршки и се заменува со васкуларна протеза. Слично е како се нарекува кога постои проширување во абдоминалната аорта. Сега зборуваме за отворени хируршки третмани. Ако имаме аневризматски проширувања по екстремитетите, мислам на крвните садови на екстремитетите, во тој случај исто се отстранува тоа аневризматско проширување па со автологен материјал, значи со сопствена вена, во најголем дел од случаевите се врши премостување. Така да постојат повеќе можности во однос на третманот на ваквите аневризматски проширувања. Во последно време за тие проширувања на аорта има веќе стентови кои што знаат да речеме се релативно исто ефикасни како и отворените хируршки методи. По направената интервенција може да се јави погоре на крвниот сад или подолу повторна аневризма? Постои ризик, секогаш постои ризик од најверојатно во основа станува збор на нецелосно отстранување на тој патолошки и аневризматски променет дел од крвниот сад. Во такви случаи постои можност практично да се јави тоа аневризматско проширување над или под аневризмата која што претходно била. По интервенција на проширувањето на крвниот сад, односно на аневризмата, може ли пациентот нормално да се врати на својот живот? Има ли некакви ограничувања? Нормално може да се врати по извесен временски период на рехабилитација и ограничувања практично и да не постојат, меѓутоа оние ограничувања кои што инсистираме се секако да отсуствува еден екстензивен физички напор. Тој се случува ли тоа да го потценат пациентите, ово ограничување конкретно? Да, постои секако дека да, посебно кај помлади пациенти што подлегнале на тој зафат, после некој време се враќаат во нормала, чувствуваат сила, така да тешко е кај такви пациенти да се постигне дисциплина, дека практично треба можеби да сменат некои од животните навики. Бидејќи овие состојби, овие болести се асимптоматски, се случува ли пациентите да дојдат предоцна, кога веќе дошло до прскање на крвниот сад, поради атеросклероза или пак поради аневризма? Да, за жал, тоа се животно загрозувачки состојби кои што бараат итен отворен оперативен третман и би рекол дека смртноста кај ваквите состојби е исклучително висока.
исклучително висока, така да би моја препорака е нели повремено да се прават скрининг тестови за овие состојби, затоа што верувајте дека тоа е мислам дефинитивно животно загрозувачка состојба од највисок степен и шансите за преживување за жал се доста мали. Доста мали? Да. Дали минути се во прашање, дали тие значат живот и смрт или пак може би секунди се, не знам. Да, па тоа практично се минути и секунди, бидејќи практично доаѓа до руптура, нели, на аневризматското проширување, која што доаѓа до истекување на крвта, ако зборуваме за абдоминалната аневризма и руптура на абдоминалната аневризма, имате истекување во абдоминалната празнина, која што нели практично ќе доведе до искраварување, ако е во торакалниот дел и имате всушност руптура, во тој случај имате ризик од срцева тампонада, значи тоа се практично минути и секунди во прашање. Што би можело да препорачате како најдобра превенција од овие болести? Најдобра превенција би рекол дека представува да ги елиминираме оние ризик фактори на кои што можеме самите да влијаеме во однос на нели во однос на крвниот притисок, колку често да се мери? Наутро, навечер, треба ли сите да го мериме крвниот притисок без разлика дали чувствуваме симптоми или не? На која возраст тоа да се започне? Сегаш постојат дилеми, мислам дека и науката нема точно екзактна бројка ставено да кажеме дека нели точно таа бројка треба да започне со мерење на крвен притисок, затоа што понекогаш знае крвниот притисок заради одредени икс состојби да биде доста висок и кај млади луѓе. Така да би рекол дека важни се оние систематски прегледи, оние прегледи кои што може да дадат насока дека можно е да постои пореметување на крвниот притисок, па од тука да почне нели понатамошното исследување. Кај повозрастните пациенти генерално веќе се пациенти кои што имаат износено холтер, кои што имаат поставено дијагноза за артериска хипертензија, кај нив значи доволно е еднаш на ден или два пати на ден, наутро и навечер, да се мери крвниот притисок во смисла да се види дали има потреба од титрирање на таа антихипертензивна терапија. За жал, нели кај младите би било малку несериозно да бараме сега од млади здрави лица да го мерат крвниот притисок, па затоа тука се матичните доктори, систематските прегледи кои што нели би биле места на кои што би можело да се открие почетно нели зголемување на крвниот притисок, кое што понатаму би можело нели кардиолошки тоа да се доиследи. А доколку нејхо се забележат калцификати на крвните садови, колку често постои потреба од контролни прегледи? Калцификатите на крвните садови, нели, генерално би рекол дека се јавуваат малку во подоцна возраст. Сега, проблемот е што тие калцификати може да бидат екстралуминални и може да бидат интралуминални. Што значи тоа? Значи дека тие калцификати може да се наоѓаат внатре во крвниот сад во форма на плака која што е калцифицирана и предизвикува стеснување на крвниот сад, или пак може да постојат од надворешноста на крвниот сад и да не проминираат кон луменот на крвниот сад. Така да секогаш кога постојат всушност плаки на одредено место и се сомнителни, би требало да се направи компјутерска томографија за да може точно да се визуализира типот на плакот и неговата точна локација. Па во зависност од тоа понатаму ќе видиме нели дали има потреба од следење почесто или нели во некој подолг временски интервал. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за конкретните појаснувања поврзани со тивките болести на крвните садови, а тоа се атеросклерозата и проширувањето на крвните садови. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија, која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте и ви посакувам убав ден.